кога не знаеме што да готвиме, најчесто изборот се тестенини. Тестенините се рецепти кои се редовни на нашите трпези и тврдам дека тоа е секаде така, не само заради тоа што се лесни за подготовка, туку само и заради тоа што се исклучително вкусни. Тестенините има најразлични начини на подготовка, може да ги правите со сосови, има најразлични видови на тестенини, италијаните се погрижиле да ги имаме, а јас денеска сакам да направам торта од макарони. Ја нареков торта, бидејќи ќе биде слоевито направена. Ќе ја редиме во вид на лазањи, ќе направиме два типа на соса, ќе ја стегнеме со кашкавалот и на крајот ќе можеме како цел калап да ја превртиме на една чинија и сите да добијат по едно парче. Превкусна е, преубаво изгледа, а многу едноставно се прави. За да ја направиме оваа торта од макарони, потребно ни е најпрвин да ги свариме макароните. Ќе сварам половина кесичка, ќе ги варам по упатството. Веќе зовре вода за да ми го олесни процесот. Зовријана вода во топло тенџере и веќе на брзина може да ги ставите макароните. Тестенините се стават исклучиво во зовриена вода, немој никогаш да ги ставате во ладна вода, немој никогаш да додавате вода додека се варат. И најважно на што треба да го знаете, дека тестенините бараат 2:1 вода. Односно, ако потребите половина килограм тестенини, секогаш ставете килограм вода. Водата мора добро да се засоли. Тука сол, убав прстофат сол, затоа што апсолутно доколку не ја засолите водата, тестенините ќе бидат малку блуткави. Тука имам обични прави макарони, веќе врие водата, ќе ги ставам и ги чекам да се зовријат. По меѓу време ќе ги префрлам на мојот друг шпоред од горење за да се сварат, а ќе ги подготвам сосовите. Најпрвин ќе го подготвам сосот кој ќе биде на база на месо. Ви кажав дека ќе биде во вид на лазања, односно ќе подготвам црвени и бели сосови. Црвените сосови ќе ги направам со мелено јунешко месо, но внатре ќе ставам дополнително зеленчаци. Тоа не го правам заради тоа што сакам да ги имитирам оние стандардни рецепти, туку само заради тоа што ми треба слоевитост во тој залак и сакам да направам баш трослојна торта, каде што ќе ги имате белите макарони, па потоа црвениот сос, ќе имате нешто да загризете и биде баш обилен ручек. Најпрвин ќе го исечкаме кромидот на ситни коцки. Сакаме да направиме вид на рагу, односно убаво сварен сос, масло, секако маслиново на витаминка. Ставете неколку лажици да се стоплат додека го исечете кромидот. На тивко, не мора да брзате. Најчесто тестенините се брзо јадење, односно се подготвуваат од неколку типови на сосови, бел, црвен, со зеленчуци, бела паста, може да направите само паста олио, обично со масло, но ова паста ќе бара подготовка баш слична на лазањата на канелоните, односно бара малку повеќе да се посветите, малку повеќе да ја пружите внимание, но ви ветувам дека тие што ќе ја конзумираат ќе бидат одушевени. Префрлете ја во маслото, целата количина. Звука дека почнува да се готви. Да си ги соберам ракавите. Ме подмлади бодилайн. Ми прати преубави блузони кои совршено одговараат во мојата домашна кујна и се многу комотни додека готвам. Кромидот се пропржи, одиме со месото. Месото му треба малце подолго да го пропржите, затоа што сакам да го ставам цело готово. Односно да нема простор да се доготвува внатре во рерната. Јунешкото месо му е потребно баш да ги конзервира сите сокови внатре, да ги впие и да направиме малецки. Имам тука околу, мислам дека 500 грама јунешко месо. Потребно му е да ги конзервира сите сокови за да биде сочна во тортата.
Ќе го пропржиме цело време на тивок оган. Ќе му дадам малку време, за тоа време ќе исечкам едно богатство од зачини. Овој пат ќе го зачинам сосот со целер. Знам дека е нестандардно и целерот ве потсеќа на супа, но јас ви ветувам дека доколку почнете да го употребувате и во други состојки, целерот има една лута позадина, една нишка, силна, буквално го чувствувате во секој залак и во некои рецепти кои се баш со неутрална тестанина, односно немаат некои баш силни сосови, целерот ќе биде баш убав удар при секој залак. Ќе ставам една цела китка, убаво ќе ја исечкам ситно. Целерот го ставам заради тоа што ќе му ставам и слојот тиквички. Односно, наместо стандардниот рецепт каде што имаме ред бешамел, ред кашкавал, ред црвен сос, сакам да додадам малку и зеленчук. Знаете дека јас сум љубител на зеленчукови јадења. И ќе додадам свеж босилак, цел куп. Босилакот е нежна зачинска билка. Во себе содржи многу масни, есенцијални масла. При секое засекување таа го испушта. Босилакот ми е едно од омилените зачини и билки. Ги сакам, дури парфимите кои се на база на босилак. Баш можам во се да го конзумирам. Ма најомилена ми е капрезе салатата. Ќе го промешаме месото. Кога целосно ќе обели од сите страни, тогаш знаеме дека е готово и почнуваме да ги додаваме другите состојки. Мислам дека веќе може да ги префрлиме зачините, ги ставам сега, заради тоа што се уште имам количина на масло која ќе ми ги засили вкусовите на целерот и на босилакот. Ќе направи баш убав изглед на целиот сос. Промешајте, активирајте ги сите вкусови. Погледнете како убаво изгледа. Малку промешајте ги, малку дајте им време на топлината и од маслото да се активираат сите зачини, да се испуштат сите есенцијални масла кои ги имаат зачинските билки. И следно додаваме малку пелати. Па не се баш малку, тука имам еден цел килограм пелати и ги додадам сега, заради тоа што сакам малку да се распаднат, а потоа со бичалка ќе направам убав сос. Килограм. Ќе додадам само малку вода и таа баш таа во која ги варам макароните, заради тоа што содржи глутен од тестенините. И ќе го оставам од прилика половина час за да се згусне и да направи убав сос. Кога ќе ја видам целата количина, ќе ја засолам, ќе ставам бибер и ќе ми послужи како еден слој во мојата торта со макарони. Додека го чекаме црвениот сос, време да го направиме бешамелот. Бешамелот може да го изоставите доколку не ви се допаѓа, бидејќи е силен. Јас го ставам од причина што сакам да го надополнам со кашкавали. Натре да ги промешам тестенините. Бешамелот ќе ми овозможи тестенините да се залепат и да направат баш еден слој кој е тестото во суштина во оваа торта. Ќе ставам брилијант сончогледово масло, неколку лажици за да не ми го изгори путарот. И ќе го стопам путарот. Тука имам отприлика 1/3 путар, која ми е доволна за да се формира убавиот бешамел сос. Маталка. Стопете го путарот и ставете 2 лажици брашно за да направите густина, а потоа додавајте топло млеко. Секогаш топло.
затоа што доколку додадете ладно, целиот бешамел ќе биде во грудчиња. Доколку додавате ладно, пробав, сакав да, бидејќи имав некои прашања од вас, дали може, дали баш навистина мора со топло млеко бешамелот, може и со ладно. Значи може и со ладно, меѓутоа, она што ќе го смените доколку ставите ладно млеко е начинот на мешање. Значи мешате агресивно и обидувајќи се да ги уловите сите грудки, а тоа можете да си го листите само ако потребите топло млеко. Топлиот путер со брашното бара баш врело млеко и нежно мешање. 2 лажици. Убаво пропржете ги. Не дозволувајте да загорат, заради тоа што треба да биде убав бел и кремаст. Најпрвен уловете ги сите грудки со поагресивно мешање. Сега веќе имаме убава структура и малку по малку додавајте млеко. Не мора да е вриено млеко за да се испогорите, само треба да е топло. И нежно мешање во осмици. Бешамелот ми стана буквално нешто што редовно го употребувам, син ми Марио го обожава. Го сака во сега, сака во со пилешко, го сака во тестанини. Почнав да го пакувам за да си олеснам. И сакам да ви кажам на финта како да го спакувате бешамелот, ако направите повеќе, ставете го во тегличка и одозгора ставете малку од фолијата што е за вакуумирање. Убаво поклопете ја целата површина на теглата, на тој начин ќе превенирате да не се создаде коричка во бешамелот и да не се исуши внатре, односно целата течност ќе се конзервира и можете да го потребувате понатака. Стои, мислам дека од прилика 5-6 дена во фрижидер. Ќе земам една гмечалка, мислам дека сосот ми е веќе готов. Ќе го исклучам црвениот сос. Ќе му дадам време малку да престане со вриење, за да не ме нападне. И потоа ќе го изгмечам, за да можам да направам убава текстура на сосот. Двата соса се веќе готови, бешамелот ми е намерно поредок, заради тоа што внатре ќе ставам најразлични кашкавали и внатре ќе ги смешам тестенините. Тука имам обичен мешан кашкавал, од прилика, мислам дека има 100 грама, става внатре. И ги измешам да се стопат. Имам кашкавал со сирење, изрендано, останат од пред некој друг рецепт веројатно, а употребете се што имате дома. Немој да фрлате храна. Мислам дека е овчи кашкавал со овча сирење. Правев мали тортички од макарони. Макароните се веќе готови. Се сварија. Ќе ги префрлиме во бешамелот. Убаво ќе ги исцедите. Доколку остане малку течноста, не се грижете, заради тоа што во таа течност макароните го имаат испуштено својот глутен. Дополнително ќе помогне во лепење на тортата. Макароните убаво промешајте ги во белиот сос и сега е време да засолите. Значи, во суштина не ставивме никаква сол, освен таа во која ги варевме макароните, значи бара баш дарежливо во оваа количина. Имаме околу, заедно со сосот, имаме прилично 2 кила тестенини. Меѓутоа, внатре имаме кашкавал, сирење и сите останати млечни продукти, така да не претерувајте, измешајте и пробајте. Во овој случај не можам да ве советувам колку сол треба да ставите, значи ставете сол додека е си уште топла целата количина, за да се упие солта и пробајте. Совршено. Иако јас не конзумирам баш солена храна, за мене баш совршено засолено, ќе го засолам и сосот црвен. Земам пред мене и со гмечалка ќе ги изгмечам пелатите за да направам по нежна текстура. Мириса божествено. Значи не можам да ви објаснам колку прекрасно мириса.
Ќе додадам црн бибер. Убаво. Да замириса. Да залути малце. Доколку сте љубител на луто, слободно да дадете некој чили пиперче. Јас денешната ќе ја направам да биде баш блага. И ќе го одложам на страна, за да можам да ги подготвам сите слоеви. Последниот слој кој ќе го ставам ќе биде тиквичка. Тиквичката ќе ја насечам со мојата алатка од карес, ќе направам на лентички. Ќе ја ставам како слој измеѓу. Заради тоа што сакам да биде убава и никако да ми ги одвои двата леери на црвен и бел сос. Ќе измиена тиквичка и убаво направете тенки лентички. Сечете ги лентичките додека не дојдете до делот каде што е семето. Доколку го потребите семето може да ви ја разлигави тортата и направете си мали кори. И да ја чекам пролетта, кога ќе излезат сите зачини, летото кога ќе излезат убавите зеленчуци, убавите овошја, ќе создаваме најразлични рецепти и убави, полесни, ви ветувам полесни. Сега е зима и навистина треба малку да појачаме со храната, не заради тоа што не треба да внимаваме, треба да внимаваме во текот на цела година, но во зима намирниците кои ни се достапни се малку појаки, студено е времето, некако организмот ни бара малку појака храна. И одложете го третиот слој на страна. Последната состојка која ќе ја додадам во црвениот сос, од кога видов дека која е количината која имаме, малку балсам оцет и една лажичка шеќер. Само ќе промешам. Не ја додадов додека се вари, заради тоа што не знаев колкава количина ќе ми излезе заедно со месото, секој месо е различно. Не би сакала да го закиселам премногу сосот. И ми е потребна сега една тава, каде што слоевито ќе ја наредам тортата. Тавата ќе ја подмачкам со... Ќе ставам една мокра крпа за да не ми се движи по површината. Ќе ја подмачкам со маслиново масло, убаво, за да не ми се залепат слоевите. И ќе започнам со додавање на црвениот сос. Ќе додадам отприлика еден слој колку само да ми го прикрие дното и да не ми ги залепи макароните. Ќе го развлечам по дното. Така. Следно што ќе додадам е слој на тиквици, за да ми ги одвои од макароните. Тие апсолутно ќе бидете на неутрална состојка, нема да знаете да ги чувствувате на вкус, бидејќи ќе ги впијат сите сокови од сосот под нив, а ќе се омекнат од варењето и апсолутно само ќе бидат една брана помеѓу двата соса и нема да дозволат да се измешаат. Секогаш кога ќе ги ја исечете тортата, ќе ги имате баш тие слоевити парчиња. Таа е логата на тиквицата, само да ми ги задржи црвениот и белиот сос, да не ми ги измеша. Ќе ставам од макароните во бешамел. Еден слој. Убаво ќе го притиснам, затоа што сакам да биде баш, да не се познава дека се работи за макарони, така да биде баш како пандишпана торта. Имам, мислам дека доволна количина за 2 слоја. Така. Повторно одиме со слој на тиквички, што ќе ни го задржат црвениот сос
да не се измеша со белиот. Можете некогаш ако сакате да експериментирате да искористите тиквичка да направите канелони, значи може да ги искористите сите исти состојки, само да ги замотате во тиквички, па да ги наредите како малечки сармички. Баш би било убаво и декоративно. И го имало истиот вкус. Ете, одиме повторно со црвен сос. Поставам целиот, заради тоа што веќе не ми собира тавата, тоа е последната. Знаете дека сите работи се веќе и готови и сварени, буквално и макароните се готови, значи треба само сега да се спојат. Повторно одиме со слој на тиквички. Да го заштитиме мешањето на слоевите. Доколку сакате уште појака варијанта на оваа торта, ставете слој кашкавал. Имате иста функција како тиквичките. Јас сакам по-неутрална верзија. Пуста баш. Многу симпатично ми делуваат овие ленти од зеленчук. Ето така. И одозгора последниот сос на слој на макарони. Почнавме со црвен сос, завршуваме со бел. Доколку сакате уште по-декоративно да се покажете, можете со тиквички или со мудар дома да направите буквално кревет, да му направите една постелина на целата количина на торта, да ја постелете доздува, да ја завиткате по крајевите на тавата и кога ќе ја превртите тортата да имате облечена торта во зеленчук. Многу декоративно изгледа. И на крајот ќе ставам пармезан и едно јајце на средина за декорација. Ќе ја печам од прилика 30 на минута, односно додека не испари целата течност од внатре. И на крајот ќе оставам целосно да се излади, за да можам да ја превртам и да личи на права торта. Ги сакам едноставните рецепти. Многу пати сум ви кажала и навистина мислам дека тоа ми е принцип на живење. Сакам домашна кујна. Мислам дека домашната кујна е основа на секое готвење и мислам дека е основа за развој на оние специфични техники кои познатите готвачи ги развиваат. Домашната кујна мириса прекрасно и го дефинира секое семејство, сензибилитетот на семејството, а денешниот десерт ќе биде исто така една едноставна туристави рецептура која мислам дека совршено одговара со мојата торта од макарони. Ќе ви направам печени американски палачинки со боровинки. Наједноставно на светот се прават. 2 јајца, ќе ги изматиме во сад, само колку да се спојат белката со жолчката. Убаво. Натре ќе додадам, само колку да се спојат, не ви треба да имате пена направена. Внатре ќе додадам млеко. Тука имам 1/4 шолја. Како прекрасно кога имате со што да измерите. Станувате многу повешт во готвењето. Ќе ставам путер, многу малку, една лажица, за да ми го измасти тестото.
И за да му помогнам на тестото да биде уште помасно, ќе додадам неколку лажици брилијант сончогледово, затоа што ми е неутрално. Тоа ќе помогне во убаво да се подигнат, да се испечат. Имам половина шолја брашно и внатре ќе ставам едно пecivo. Ќе го промешам за убаво да ми се соединат сувите состојки. И имам малку шекер затоа што сакам тестото да ми биде од старт благо. Една лажица. Ќе го додадам во смесата од јајца, млеко и пудра. Убаво промешајте. И соединете ги сите состојки. Треба да имате смеса која е слична на она за правење вафли. Ќе земам една голема тава за печење, на нејза ќе ставам хартија за печење, заради тоа што сакам да ми се измастат палачинките. И внимателно со лажица ќе ставам, бидејќи ставивме пecivo, целата количина ќе биде убаво разлејана, ќе се подигне, готови се кога ќе добијат убава златно-жолта боја и ќе почнат да создаваат меури по страните. Значи мене ќе ми биде мерка една лажица, која ќе ставам многу внимателно на хартијата и ќе дозволам самата да направи форма на палачинка. Ќе ги печем од прилика 15 минути на загреана рерна. Тортата се уште ми се пече во рерна, ќе ја ставам на долната полица. А претходно сите палачинки ќе ги украсам со свежи боровинки. Тортата од макарони е готова. Доколку сакате да ја извадите во чинија, како што јас тоа го направив, задржате ја целата тепсија, згора ставете чинија која ја прекрива целата површина. Внимателно, многу внимателно, превртете ја чинијата, а потоа со друга чинија вратете ја назад, бидејќи целата површина треба да биде во суштина макароните, каде што го ставивме јајцата, да изгледа вака прекрасно. Палачинките кои брзо ги направивме се веќе готови. Јас во суштина повеќе ги сакам палачинките во овој рецепт и тоа беше се за денес. Останете ми во добро здравје, секогаш срекни и насмејани, а ние се гледаме во следната епизода со нови идеи и нови вкусови.